Почитувани, сите евидентирани злоупотреби и криминал со парите од граѓаните од страна на претходната власт на ВМРО-ДПМН мора да добијат судска разрешница. Бараме основното јавно обвинителство веднаш да се зафати со расчистување на кривичните пријави против Маријан Ристевски и поранешните директори на Домот за стари лица Ирена Стереовска-Локвенец и Дарко Рибаровски, за кои вчера актуелниот директор на Старскиот дом ја извести прилепската јавност. Веднаш да се расчистат сите индиции од кривичната пријава дека поранешниот директор Дарко Рибаровски и фирмата Марфил го оштетиле Домот за стари лица за повеќе од 300.000 денари со тоа што изготвиле фиктивни фактури за наводна испорака на прехранбени производи на Домот кои никогаш не пристигнале во оваа јавна општинска установа. Прилепската јавност е згрозена од информациите за злоупотреба на народните пари и пензиите на штетениците згрижени во Домот, кои што долго време биле оставени без квалитетна храна и лекови, без соодветна медицинска заштита, без грејање и во катастрофални услови за сместување. Обвинителството мора да го расчисти и сомнежот за злоупотреба на службената положба на Маријан Ристевски, дека именувањето на претседателката на Унија на жени на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Прилеп Ирена Стереовска-Локвенец за директор на Старскиот дом Киро Крстевски Платник било спротивно на посебните услови од објавениот јавен конкурс. Исто така, очекуваме дека надлежните институции ќе утврдат на кој начин поранешниот градоначалник Маријан Ристевски му возможил на Дарко Рибаровски надвор од сите законски рокови повеќе од 6 години да извршува функцијата ВД директор на Домот за стари лица. Граѓаните на Прилеп сакаат да знаат како тоа поранешните директори на Прилепскиот дом за стари лица и покрај партиципацијата на штитениците на Домот и субвенциите кои им ги доделувала општина Прилеп успеале да направат загуби од 15 милиони денари. Ова се само мал дел од прашањата че да одговори по широката јавност во најскоро време мора да ги дознае. Уставот и законите во Република Македонија важат подеднакво за сите. Обвинителството и судските органи треба и мора да го докажат тоа. Ви благодарам.